Колку повеќе ги има невладините организации, толку повеќе се наметнува прашањето дали и колку го оправдуваат своето појавување и подоцна функционирање во конкретната општествена заедница и колку по основа влијаат за развојот на демократските процеси. Фактот дека многу од нив не и се познати на јавноста, бидејќи меѓу другото немаат своја веб страна, немаат канцеларија ниту телефон за контакт. Затоа на прсти може да се избројат граѓански здруженија кои што сериозно работат на решавање на одредени општествени проблеми. За очекување дека соодветни суштински процеси ќе се интензивираат во сите сектори кои се значени за меѓуетничките и меѓурелигиските односи, како што се системите за социјална работа и социјална заштита, вработувањето и поддршка на економскиот развој, здрава животна средина, контролирана урбанизација. Во последнава деценија граѓанскиот сектор во Кочани забрзано се развива и се повеќе институции ги прифаќаат невладините организации како соодветен партнер во надминување на одредени граѓански проблеми. Особено поради фактот што се вклучуваат во суштинските прашања кои се битни за унапредување на состојбите и на заедницата. Примерите се доброволни здруженија, граѓански иницијативи, младински активизам, одат токму во таа насока. Сепак одредена резерва во јавноста постои само од аспект на тоа што дел од организациите се поврзани со политички партии, па понекогаш граѓаните не знаат дали нивните членови делуваат како партиски активисти или како представници на независни организации, што е сериозен проблем на чие надминување треба да се работи.